Вие тврдите дека актуелниот премиер, тогашен лидер на опозицијската партија, не бил таргет, не бил формално предмет на оперативна истрага, но можно ли е неговото име да се појавува некаде во документите? Видете, Агенцијата за национална безбедност е институција со неколку стотици вработени, кои што имаат задача да прибираат информации на терен. Инструкциите, согласно и работењето и праксата на работењето на ваквите служби и во развиените демократии е она кое што ќе го добијат како информација на терен да се стави на хартија. Јас немам увид и не можам да кажам дали некаде во некој документ, во некоја оперативна обработка на одредени лица кои што биле безбедносно интересни, кои имиња се спомнуваат и не би можел да тврдам дали се споменуваат или не. Ама тоа не значи дека тогашниот лидер на опозицијата бил формално заведен во оперативна форма на работење. Оперативните форми на работење се законски и подзаконски дефинирани. Тоа е оперативна обработка, оперативно истражување, оперативна контрола, оперативна акција, кога службата може да примени со закон мерки за потврдување на првичните сознанија. Господин Димовски, дали е тоа елегантен, индиректен начин некого да следите, некој да биде предмет на оперативна обработка, а формално тој да не биде таргетот, да не биде предмет? Зошто би се служеле со елегантен начин ако имаме евентуално потврдени сознанија дека некој, па било кој и да е, презема некои активности кои се ја загрозуваат националната безбедност. Оти вака пука скандал, така па може ептен ќе биде скандал. Ама ве молам, законот дава широки можности. Еве да ја видиме праксата во земји кои се далеку пред нас, демократски, кои се членки на Европската унија. Да ве потсетам на случајот Санадер во Хрватска. Во времето кога беше премиер, службите си презедува соодветни активности и човекот беше процесуиран. Сличен е случајот во земјата во која што јас извршував амбасадорски мандат во Израел. Председателот на државата Моше Кацав. Во време кога беше председател беа преземени мерки од службите. Значи, доколку би имала Агенцијата за национална безбедност информации, доколку би располагала со информации, било кој од власт или опозиција дека презема активности кои ја загрозуваат националната безбедност, ве уверувам дека не би имале никаква задршка да ги преземе мерките кои што се гарантирани со законот. Во дадениот случај тоа не беше така.